Веќе втора недела трае голготата на кочанските основци и средношколци. Некои ученици се уште ги немат одржано и првите часови. Голем дел од нив се без наставници, бидејќи градоначалникот Венко Крстевски не им ги продолжил договорите кои им завршиле на 31 август. Станува збор за над 50 на наставници во речиси сите училишта во градот, но и во руралните средини. За учениците значи недокнадлива штета. Недокнадлива штета. Наставен час не може да се надокнаде, се губе и не се надокнадува. Тоа сите тука го знаеме. И синдикалецот го знае, сите го знаеме, значи секој час не е само работата за нашите плати. Работата е дека наставната програма јас не можам да ја спроведам. А не можат да ја спроведат ниту другите. Јас се прашувам како се одржува настава у училиште каде што има 12 наставници како мене што не држат настава. Има наставник што не држе настава по математика. За да се најде решение на проблемот се вклучи и СОНК. Тие се оптимисти дека до крајот на неделата конечно ќе има разврска. Со проблемот се запознати и во Министерството за образование, од каде веќе стигнало допис до градоначалникот дека треба да формира паралелки со помал број на ученици. Одговорот од Министерството за образованието, градоначалникот јасно кажува дека треба да ги формира паралелките така како што биле до сега и аналогно на тоа треба и да се проложи, односно да се примат наставници за итно и неодложно, со итно и неодложно вработување и да ги врати назад на работа. Алфа се обиде да побара одговор од градоначалникот на Кочани на прашањето дали ќе формира паралелки со помал број на ученици, но тој не одговори на нашиот повик. Инаку од СОНК посочуваат дека кочанскиот случај е единствен во државата, каде на наставниците не им се потпишува согласност за нови договори со училиштата, со што под знак прашање се става нивниот единствен извор за екзистенција.